Она што би сакал на почетокот да го кажеме дека ова за Република Македонија овој пети извештај со последователна позитивна оценка и препорака за отпочнување на преговорите е доказ дека државата има капацитет да го исполнува тоа што е критериум и норма, да го постигнува тоа што е утврдено со европските правила и да покаже дека е земја која што е зрела да ги отпочне преговорите за членство. Ништо повеќе и ништо помалку. Тие кои што спорат со позитивната оценка на извештајот не спорат со парламентарното мнозинство. Опозицијата во Република Македонија очигледно дека во моментов е опозиција на комесарот Филе, затоа што наоѓа грешки во заклучоците во кои што земјата позитивно се оценува. Она што сакам да го истакнам од извештајот се неколку клучни поенти. Првата е дека Европската агенда е оценета како стратешки приоритет на Република Македонија. Тоа значи на владата, на собранието, на политичките партии, на граѓаните, на сите чинители во нашата земја. Вториот важен заклучок е дека во најголемиот дел од законодавството Република Македонија има достигнато напредно ниво на усогласеност со законодавството на Европската Унија. За една земја која што толку години се наоѓа под блокада и работи под не секогаш поволни околности и не секогаш е објект на принципијална политика од земјите членки или некои земји членки на Европската Унија, ова е значајно достигнување. Третата работа која што не можеме да ја одминеме. Никој во Република Македонија не може да збори за евроинтеграции ако не биде споменат или ако се обидеме да го заобиколиме проблемот кој што го наметнува соседна Грција. Ние можеме да најдеме многу изговори, многу објективни и субјективни оценки за нашите сопствени недостатоци, но има еден клучен факт. Да не беше блокадата од соседна Грција, Македонија одамна ќе почнеше преговори за членство во Европската Унија. Да не беше блокадата на соседна Грција, Македонија веќе ќе беше земја членка на Европската Унија. И никој не може, ниту пак треба да го релативизира овој наш заеднички проблем, проблем на регионот, на Република Македонија, на Грција, но и предизвик за кредибилитетот на европските интеграции. Четврто, свесни сме сите, без разлика дали сме пратеници од владеачкото мнозинство или од опозицијата, без разлика дали сме биле новинари или не сме биле во претходниот мандат, или сме политички или не сме определени, дека во Македонија постојат недостатоци во правосудниот систем. Но недостатоците во судскиот систем нам не ни даваат за право парламентот да го претвориме во судница. Собранието не треба да биде управен суд, собранието не треба да биде кривичен суд, собранието не треба да биде политички суд. Ние имаме обврска како што ни налагаат надлежностите да даваме отчетност и да работиме под надзор на јавноста, да го побараме истото и од судската власт. Да има отчетност, да работи под надзор на јавноста, да се реформира, да се унапредува и да ги зема во предвид сите практики во земјите членки на Европската Унија и земјите членки на Советот на Европа, за да не ни создава дополнителни товари таму каде што никој од нас не ни имал намера да ги создава. Слободата на медиумите може да биде постигната само доколку има рамноправен, долгорочен диалог помеѓу политичарите и медиумите, помеѓу новинарите и власта. Но пред се мора да се изгради взаемна доверба, која што е основа за една медиумска култура, како што е наведено во терминот наведен во извештајот на Европската комисија. И петата поента која што сакам да ја истакнам по однос на овој извештај е она што неколку пати го споменуваме, сега го спомна и пријателот Ховид, што можеме ние да направиме повеќе за да дадеме дополнителна муниција на не само на Европскиот парламент, туку пред се на земјите членки на Европската Унија, во декември да имаат подобра стартна позиција, барем оние кои што се пријателски настроени кон проширувањето, да ја помогнат на Република Македонија.
Што може да направи Собранието на Република Македонија? Собранието не може да носи нови пресуди, но Собранието може да донесе подобар деловник. Ние имавме минатата година, 24 декември, имавме собраниски непосакувани ситуации, кои што за релативно краток период и со пријателска поддршка од представниците на Европската Унија, на 1 март оваа година беа премостени со еден заеднички договор, од кој што произлезе основањето на работната група за заеднички заклучоци кои што треба да бидат преточени во собранискиот деловник. Затоа, она што може Собранието да го направи за својата држава во овој краток период пред Советот на Европската Унија во декември, е заклучоците од 26 август на работната група на двете најголеми политички партии да ги преточи во деловнички норми, со динамика која што ќе биде заеднички утврдена. Или сите одеднаш, или една по една, или на одредени групи, како и да се договориме и како и да биде најдобро за Македонското собрание, но тоа можеме да го направиме за релативно кратко време и тоа може да биде наш придонес во подобрувањето на репутацијата, угледот и позитивните оценки во рамките на Европската Унија и одлучувањето. Состојбата на статус кво е неодржлива и за Република Македонија, а не е одржлива ниту за Европската комисија. И Европската комисија има одреден углед, и Европската комисија има репутација, и Европската комисија инвестира време и енергија за сите извештаи, и за нас, но и за Европската комисија е многу непријатно по 5 пат да бидат игнорирани нивните препораки, и тоа не без последици. Повторното игнорирање на препораката за почеток на преговорите на Република Македонија со Европската Унија ќе има штетни последици врз Република Македонија. И на крајот тоа што сакам да го истакнам е дека во европските институции во кои што не се одлучува со консензус, во кои што ветото не е инструмент за блокирање на одлуки, Република Македонија добива позитивни извештаи во Европскиот парламент и во Европската комисија. Ние можеме како земја кандидат да очекуваме и сега и во иднина дека ќе бидеме позитивно оценувани.